Семејно насилство. Жртвите семејно насилство во нашиот правен систем уживаат два вида на заштита, и тоа граѓанско-правна заштита и кривично-правна заштита. Граѓанско-правна заштита се обезбедува со примена на одредбите на Законот за семејство и Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, додека па кривично-правниот систем на заштита се обезбедува со примена на одредбите на Кривичниот законник. Граѓанско-правната заштита најчесто ја заштитува жртвата од сторување на идно дело, како и обезбедува нејзина интеграција во социјалната средина, додека па кривично-правната заштита најчесто е насочена кон казнување на сторителот на кривичното дело. Согласно Законот за семејство, семејното насилство е дефинирано во членот 94б, каде што под насилство во брак и семејство се смета однесување на член на семејство кој што со примена на сила, закана и заплашување врши телесни повреди, емоционална или сексуална злоупотреба, материјално, сексуално или работно искористување на друг член на семејството. Како насилство на ставот 2 се смета однесување кое што е сторено од еден брачен другар врз друг брачен другар, кои што живеат или живееле во брачна или вонбрачна заедница или било кој друг вид на заедница како семејство или ако имаат заедничко дете, помеѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри, над дете, над постари членови на семејството и над листа членови на семејството чија деловна способност е делумно или целосно одземена. Жртва на семејно насилство може да биде било кој член на семејството без оглед на пол или на возраст. Извршител на семејно насилство може да биде брачен или вонбрачен другар, поранешен брачен или вонбрачен другар, лице со кое што живее или живеело во заедница со лице жртва на семејно насилство, лице со кое што се има заедничко дете, лице кое што е поврзано до 4-ти степен по сродство или 2 степен по сватовство со овие лица, или пак се со нив во брачна или вонбрачна заедница или друг вид на заедница. Најчесто ги избоивме тука карактеристиките на извршителот и карактеристиките на жртвата. Што се однесува до карактеристики на извршителот, најчесто тие се љубоморни, немаат доверба во жртвата. Тие се лесно агресивни, манипулативни, имаат променливо расположение, често ја обвинуваат жртвата, имаат историја од емотивно, вербално или сексуално насилство во детството, лесно стануваат агресивни после конзумација на алкохол или дрога и континуирано ја навредуваат жртвата пред други и така натаму. Додека па карактеристиките на жртвата најчесто е емотивно и финансиско зависна од сторителот, немаат доволно самодоверба, секогаш постои кај нив надеж дека сторителот во иднина ќе се промени. Тие се депресивни, се само обвинуваат за насилството, социјално изолирани, веруваат во стереотипни улоги во семејството, тие се нервозни, анксиозни, може да го бранат насилникот од поимот насилник и така натаму. Семејното насилство е дефинирано и во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, а истиот е донесен како лекс специјалис во 2014 година, меѓутоа беше со одложена примена до 1.1.2015 година и е донесен со цел да се обезбеди сеопфатна правна рамка за заштита на жртви од семејно насилство во граѓанската постапка. Дефиницијата на семејно насилство согласно Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство е подетална, така да под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загризување на сигурноста, телесно повредување, полово и друго психолошко, физичко или економско насилство со кое што се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија спрема брачен другар, родители или деца или други лица кои што живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои што имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи без оглед на тоа дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не. Особена важност е да се знае секој елемент кој што е присутен во дефиницијата за семејно насилство во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, па така под блиски лични односи се подразбираат односи помеѓу лица кои што се или биле во партнерски односи. Под телесно и физичко насилство се подразбира дејствие со примена на физичка сила или дејствие со кое што се нарушува здравјето на жртвата. Психичко насилство е секое дејствие со кое што се предизвикува чувство на страв, загрозеност, е повреда на достоинството и интегритетот на жртвата. Демнење е повторено заканување кон жртвата, која што предизвикува истата да се плаши за својата безбедност. Сексуално насилство е дејствие на сексуален акт и сексуално вознемирување врз лице без дадена согласност.
Економско насилство е дејствие со кое што жртвата се ограничува, односно се спречува да располага со лични приходи и финансиски средства за одржување на заедничко домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност на жртвата и родово засновано насилство врз жени означува насилство насочено против жената за тоа што е жена или кое што несоразмерно неа ја погодува. Жртвите на семејно насилство уживаат мерки на заштита и мерките на заштита може да ги изречат надлежните институции. Што се однесува до Центарот за социјална работа, може да изрече сместување во центар за лица жртви на семејно насилство. Оваа мерка се изрекува од страната на Центарот за социјална работа кога ќе биде доведена во опасност безбедноста на жртвата. Ова може да трае мерка најмногу 3 месеци со можност за продолжување уште 3. Соодветна здравствена заштита, односно остварување на правата од социјална и здравствена заштита се остваруваат во центрите за лица жртви на семејно насилство. Обезбедување на психосоцијална интервенција и психосоцијален третман се обезбедува од страната на Центарот за социјална работа, Сдружение на граѓани, потоа основани овластени центри за згрижување, советувалишта за сторители, советувалишта за жртви и советувалишта за родители и деца. Правната помош се остварува во центрите за социјална работа, додека пак застапувањето се овозможува со примена на одредбите на Законот за бесплатна правна помош. Економското јакнење на жртва преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот, Центарот за социјална работа е во постојана комуникација со Агенцијата за вработување и доколку постои жртва која што треба да биде вклучена на пазарот на трудот, Центарот за социјална работа ја известува Агенцијата и Агенцијата преку одредени вештини, посредување при вработување и спроведување на обуки ќе се потруди жртвата да биде активно вклучена на пазарот на трудот. По пријава за семејно насилство од страната на жртвата, полицискиот службеник е должен веднаш да излезе на местото на настанот, да изготви полициски извештај и доколку постојат основи да достави предлог за изрекување на привремена мерка најдосна во рок од 12 часа. Полицискиот службеник секогаш е должен да обезбеди жртвата да добие соодветна здравствена заштита и треба да го извести надлежниот центар за социјална работа за превземање на мерки за заштита на жртвата. Полицискиот службеник ја придружува жртвата до домот за да си ги земе личните работи кои што се неопходни за секојдневниот живот од станот или од другиот простор каде што жртвата живее. Здравствениот работник и здравствената установа се должни да извршат медицински преглед на жртвата, како и да ги констатираат настанатите повреди и остореното дело и за истото треба да издадат соодветна медицинска документација. За констатираните повреди, жртвите на семејно насилство се ослободени од плаќање на трошоци за извршена медицинска услуга и медицинска документација. Сдруженија на граѓани, Сдруженијето кое што е регистрирано за остварување на цели и задачи од областа на социјалната заштита, може да превзема мерки на заштита самостојно или во соработка со центрите за социјална работа и Сдруженијето е должно доколку самостојно ги превзема мерките за заштита да го извести Центарот за социјална работа во рок од 24 часа. Единиците за локална самоуправа обезбедуваат заштита на жртви во заедницата, воспоставуваат центри за згрижување, советувалишта за жртви, советувалишта за семејно насилство, за родители и деца, за брак и семејство и други форми на згрижување и помош на жртвите, како и основаат и локални SOS телефонски линии. Предлог за изрекување на привремени мерки може да поднесе Министерството за внатрешни работи, самата жртва непосредно до надлежниот суд и преку Центарот за социјална работа на барање на жртвата. Кон предлогот Центарот за социјална работа доставува стручен аут и мислење во кој што дава предлог за изрекување на привремена мерка, односно мерки во зависност од утврдените потреби на жртвата. Да се напомене треба дека предлогот се поднесува независно од која било друга поведена постапка, дали станува збор за граѓанска или кривична постапка. Привремените мерки најчесто се со време траење, односно најмалку 3 месеци, а најмногу до 1 година. Меѓутоа, доколку насилството се повтори, ќе може да се продолжи, односно ќе се поднесе нов предлог за изрекување на привремена мерка до судот, во случај кога сторителот го
повторува делото по истекување на рокот за кој што претходно била изречена привремената мерка, може да се поднесе предлог за укинување на привремената мерка, односно привремените мерки, доколку изречените привремени мерки и оствариле целта поради која што тие биле изречени. Може да се поднесе и предлог за измена на изречена мерка, односно изречени мерки, доколку изречените мерки не ја остваруваат целта поради која што тие биле изречени. По поднесениот предлог за изрекување на привремени мерки, надлежниот суд носи одлука. Меѓутоа, како што кажавме во претходниот слајд, предлогот за привремени мерки може да биде поднесен од страна на жртвата, од страна на Центарот за социјална работа во согласност со жртвата и по предлог од страна на Министерството за внатрешни работи. За предлогот за изрекување на привремена мерка, која што е доставена од страната на Министерството за внатрешни работи, судот одлучува веднаш, а најдосна во рок од 24 часа. Министерството за внатрешни работи може да изрече предлог за изрекување на привремена мерка отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот, кои што надлежниот суд ја доставува до полициската станица одлуката по место на извршување, кое што веднаш, а најдосна во рок од 12 часа, полицискиот службеник ја доставува до сторителот на семејно насилство. Во случај кога сторителот на семејно насилство не сака доброволно да го напушти својот дом, тогаш полицискиот службеник во рок од 2 часа по поднесување на одлуката за изрекување на привремена мерка е должно да го отстрани сторителот од домот. Кога се доставува предлог за изрекување на привремена мерка од страната на жртвата или по предлог на Центарот за социјална работа, судот одлучува веднаш, а најдосна во рок од 7 дена од приемот на предлогот. Меѓутоа, по исклучок, доколку во стручниот навод и мислење на Центарот за социјална работа постојат сознанија кои што укажуваат на сериозна закана по животот и физичкиот интегритет на жртвата, тогаш надлежниот суд одлучува веднаш и по предлогот кој што е доставен од страна на Центарот за социјална работа. Предходните два слајда зборувавме за тоа кој е овластен за поднесување на предлог за изрекување на привремени мерки и кој е надлежен да донесе одлука по доставениот предлог. Меѓутоа сега на ред дојде извршувањето на привремените мерки, односно кој е надлежен орган за извршување на привремени мерки. Па така, Министерството за внатрешни работи ги извршува следните мерки: забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство, забрана да се малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или да на друг начин комуницира со член на семејството, директно или индиректно, забрана да се приближува на растојание помалку од 100 метри до живеалиште, училиште, работно место или определено место кое редовно го посетува друг член на семејството, отстранување од домот без оглед на сопственоста и забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено на сторителот. Министерството за здравство ја извршува изречената привремена мерка задолжително лекување на сторителот доколку злоупотребува алкохол, дрога и други психотропни супстанци. Советувалиште за сторители на семејно насилство ја извршува изречената привремена мерка на заштита задолжително да посетува соодветно советувалиште кое што е упатена на сторителот, додека пак согласно закон се спроведуваат враќање на предмети кои што се потребни за задоволување на секојдневните потреби на семејството, задолжително законско издржување на семејството, надоместување на медицински и други трошоци од семејното насилство и изрекување на било која друга мерка која што судот ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на другите членови во семејството. Пријавата за непочитување на мерките од страна на сторителот зависи од тоа кој го поднел предлогот за изрекување на привремена мерка, односно кога постапката е поведена по предлог на самата жртва, тогаш таа само го известува Центарот за социјална работа за непочитување или прекршување на судската одлука. Во случај на непочитување на привремените мерки во однос на мерките кои што се изречени по предлог на Министерството за внатрешни работи, тогаш надлежната полициска станица ќе достави до јавниот обвинител предлог за определување на мерки на претпазливост согласно Законот за кривична постапка и кога предлагач се јавува како Центарот за социјална работа, Центарот за социјална работа е должен да поднесе кривична пријава против сторителот за непочитување на судска одлука.
Кривично-правната заштита на жртви од семејно насилство се обезбедува со примена на одредбите на Кривичниот законник. Заштитата на жртви на семејно насилство беше воведена со измените на Кривичниот законник од 2004 година. Семејното насилство во Кривичниот законник не е регулирано како едно посебно кривично дело, туку е инкриминирано во рамки на постоечки кривични дела во казнено законодавство, со тоа што за него се пропишани построги казни и гонење по службена должност. Семејното насилство се издвојува како посебен вид на криминал и кривичните дела на семејно насилство во Кривичниот законник не се дела кои што спаѓаат во главата на кривични дела за заштита на бракот и семејството. На овој слајд, односно во оваа табела, се прикажани кривичните дела, односно казните за извршени кривични дела, кои што се сторени при семејно насилство и казната за сторено на основно дело. Како што може да видите, за основното кривично дело убиство, сторителот ќе се казни најмалку 5 години, додека пак убиство кое што е сторено при семејно насилство, сторителот ќе се казни од најмалку 10 години или доживотен затвор. За телесна повреда за основно кривично дело следува парична казна или казна затвор до 3 години, додека пак кога е сторено при семејно насилство, казна затвор од 6 месеци до 3 години. За основно кривично дело тешка телесна повреда, казна затвор од 6 месеци до 5 години, за тешка телесна повреда при семејно насилство, казна затвор од 1 до 5 години. Кривично дело присилба, за основното дело сторителот ќе се казни со парична казна или казна затвор до 3 години, за присилба сторена во врска со семејно насилство, казна затвор од 6 месеци до 3 години. Противправно лишување од слобода, сторителот за основното дело ќе се казни со парична казна или казна затвор до 1 година, додека пак за противправно лишување од слобода, сторено при семејно насилство, ќе се казни сторителот со казна затвор од 6 месеци до 3 години. За основното дело загрозување на сигурноста предвидена е парична казна или казна затвор до 6 месеци за основното дело, додека пак при вршење на семејно насилство сторителот ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. За полов напад врз дете, казната затвор за основното дело е од 1 до 10 години, додека пак за полов напад врз дете во вршење на семејно насилство, тогаш казната е најмалку 5 години. Основна цел на Законот за бесплатна правна помош е да се унапреди правото на физичките лица на пристап до правда и правична судска заштита. Барателот на секундарна правна помош има право да добие секундарна правна помош доколку поради својата финансиска состојба не може да ги оствари со уставот и со Закон за гарантираните права, без да го загрози сопственото издржување и издржувањето на членовите на своето семејство во кое што живеат заедно со него во заедничко домаќинство. Се смета дека финансиска состојба на барателот и членовите на неговото семејство е загрозена со трошоците на постапката, ако месечниот приход на барателот, доколку живее сам, не го надминува износот на минималната нето плата, утврдена со прописи од областа на минималната плата, и месечниот приход на барателот кој живее во заедничко домаќинство со членовите на неговото семејство не го надминува износот на минималната нето плата, и месечниот приход на секој нареден член од семејството не надминува износ од 20% од минимална нето плата, утврдена со прописи од областа на минималната плата. Секундарната правна помош се одобрува со и без утврдување на финансиската состојба. Па така, постојат одредени услови кои што треба да ги исполни барателот за секундарна правна помош за да му се одобри барањето за секундарна правна помош на него и на членовите на неговото семејство, и барањето за секундарна правна помош ќе се одобри доколку ќе се утврди дека барателот на правна помош и членовите на неговото семејство имаат во сопственост едно стамбен објект или еден стан како посебен дел од зграда. Покрај имотот, барателот и членовите на неговото семејство поседуваат во сопственост една или повеќе поврзани катастарски парцели со вкупна површина од 300 метри квадратни во град Скопје, 500 метри квадратни во општините во државата и до најмногу до 5000 квадрати во руралните средини. И барателот на правна помош и членовите на неговото семејство имаат само едно регистрирано моторно возило чија работна зафатнина не е поголема од 1200 кубни сантиметри. Како имот нема да се сметаат предмети кои што се иземени од извршување согласно Законот
предвидено за извршување, приходи од имоти кои што влегуваат во одредување на приходот на барателот за правна помош и членовите на неговото семејство, регистрирано патничко возило кое што барателот го користи за превоз на инвалидно лице член на домаќинството и природно неплодно земјиште, како и ливади, пасишта, трстици, мусуришта, согласно Законот за катастар на недвижности. Секундарна правна помош ќе се одобри без утврдување на финансиска состојба на барателот и на членовите на неговото семејство, доколку барателот е сместен во згрижувачко семејство, стамбена единица за организирано живење со поддршка или во установа за социјална заштита со решение на Центар за социјална работа, кога постои потреба од покренување и застапување во постапка за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство пред надлежен суд и кога барателот поради елементарна непогода, виша сила или други околности кои што се надвор од негова контрола се најде во финансиска состојба што го спречува самостојно да обезбеди заштита на своите права. Секундарната правна помош ќе се одобри само доколку барателот приложи потврда дека е евидентиран како жртва на семејно насилство, односно документација од надлежен орган дека неочекувано се нашол во финансиска состојба која што настанала во последните 6 месеци пред месецот во кој што било поднесено барање за секундарна правна помош и доколку правната работа за која што се бара секундарна правна помош е поврзана со фактот зошто барателот се нашол во состојба која што го спречува да обезбеди заштита на своите права. Од особена важност е да се истакне дека Законот за бесплатна правна помош утврдува право и на жртви на кривични дела на бесплатна правна помош во постапка за надомест на штета. Следно е студија на случај, случајот Опус против Турција, донесен во 2009 година. Фактичките околности на случајот се следни. Во периодот од 95-та година до 2002 година, жалителката госпоѓа Опус и нејзината мајка и другите членови од нејзиното семејство биле постојано физички напаѓани, малтретирани, навредувани и им биле упатени закани од страната на сопругот на жалителката. Иако постоела медицинска документација на име на жалителката и на нејзината мајка, тие во неколку наврати поднесувале кривични пријави, меѓутоа истите ги повлекувале како резултат на заканите од страната на сопругот на жалителката. Во една прилика постапката дури била и запрена поради недостаток на докази за да биде поднесено обвинение против господинот Опус. Во 98-та година господинот Опус со возило удрил во жалителката и во нејзината мајка, од што се здобиле со сериозни телесни повреди. За ова дело било поднесено обвинение, кој што му било определен и притвор и било осуден на казна затвор во траење од 3 месеци, која што подоцна била преиначена во парична казна. Во 2001 година жалителката била нападната со нош од страна на сопругот и била повеќе пати прободена, а тој бил обвинен за нанесување на телесна повреда со опасно орудие, за што му била изречена само парична казна. Мајката на господја Опус побарала против сторителот да биде определена мерка притвор, наведувајќи дека претходните пријави биле повлекувани заради закани за смрт од страна на сторителот. Меѓутоа, притворот не е определен. Насилството продолжило и кулминирало со убиство на мајката на господја Опус, која што била застрелана од страна на господинот Опус. Во 2008 година, март месец, тој бил огласен за виновен за убиството и му била изречена казна доживотен затвор. Поради добро поведение, казната е намалена на 15 години и 10 месеци затвор, а додека траела жалбена постапка, обвинетиот бил ослободен од притвор и пуштен да се брани од слобода. Во април 2008 година, жалителката повторно побарала полициска заштита поради закани од сторителот кон неа и нејзиниот нов партнер, поради што дополнително откако Европскиот суд за човекови права побарал објаснување, на сторителот му била изречена мерка забрана за приближување. Во овој случај, во случајот значи Опус против Турција, Европскиот суд за човекови права зазел став дека домашното насилство е облик на родово насилство и дека претставува основ за дискриминација. Република Турција не воспоставила и не спровела систем за кажнување на домашно насилство и заштита на жртви. Европскиот суд за човекови права во овој случај утврдува дека има повреда на член 2 од Европската конвенција за човекови права, правото на живот, и тоа во однос на убиство на мајката на жалителката. Потоа утврдена е повреда на член 3, односно забрана за нечовечко и понижувачко постапување во однос на тоа што државата не ја заштитила апликантката. Судот утврдил дека има повреди на член 14
односно забрана за дискриминација во врска со членовите 2 и 3. Ова е прв случај со домашно насилство, каде што судот утврдува дека родовото насилство представува облик на дискриминација, бидејќи главно ги погодја жените, а жените не се заштитени со законот на исто рамниште со мажите. Бидејќи домашните власти ја отфрлиле постапката, за да не се мешаат во она што го сметале за семено прашање, без да ги разгледаат мотивите зад повлекување на тужбата на апликантката, судот исто така забележал дека во случај на домашно насилство, правата на сторителите не може да имаат првенство пред правата на живот и физички и ментален интегритет на жртвата. Токму Истанбулската конвенција во членот 55 вели дека истражување или гонење на дела поврзани со насилство врз жени не треба во целост да зависат од пријава или тужба кои што се поднесени од страна на жртвата. Ви благодарам многу за